други православен празник со оглед на значењето на овој ден, раѓањето на Исус Христос, за значењето на Божит како и на Бадник како предвесник на овој најголем христијански празник и за обичаите поврзани со овие два христијански празника, разговарам со отец Бобан Митевски. Колку си ги познаваат православните христијански верници обичаите? Како што и самите рековте, нели, Божик е еден од најголемите христијански празници, иако во православното христијанство, ако би требало, нели, да се мерат празниците кој празникот кој е поголем, тогаш Великден е тоа, односно Пасха или денот на Христовото воскресение се смета, го нарекуваат светите отци најдостоен меѓу празниците по некаква чест која што се оддава, затоа што и подготовката пред Великден е поспецифична, поособена и така натаму. Но ние не ги сметаме или не ги примаме празниците на тој начин, кој празникот кој е поголем, туку што тие за нас значат каква е суштината на самиот празник. И како и сите големи празници, така и Божик има период кој што му претходи, период на така наречена подготовка, која што треба нас да не спреми и опреми на некој начин преку средствата кои што таа подготовка ги нуди, како ние подостојно и достоинствено да го дочекаме самиот празник, ама и да влеземе во радоста на самиот празник и да го сватиме значењето на самиот празник. Така, пред Божик му претходи 40-дневниот пост, кој што секогаш е ист, фиксен, започнува од крајот на ноември и трае се до 7 јануари, односно до 6 и го вклучува 6 јануари, односно денот пред Христовото раѓање, тоа е Бадник. Тој пост е специфичен затоа што прво се наоѓа во еден специфичен период, нели, од годината и е полесен во однос, например, на постењето од Великденскиот пост, според начинот на кој што се пости. Така, во среда и петок се пости без масло, другите денови се јадат храна подготвена на масло, а пак во сабота и недела е дозволено да се јаде и риба, односно рибата да се приклучи на храната. Тоа е едниот начин на подготовка, нели, за достоинствено прославување на празникот. Вториот е тоа што во овој период, нели, ние поусрдно се подготвуваме преку духовен пост. Значи не е важно да го имаме само телесниот пост или воздржувањето од храна, и тоа воздржување пак е тука малку дискутабилно. Треба да биде навистина воздржување, не да јадеме секаква или обилно постна храна, туку треба да се воздржуваме и во рамките на самата постна храна, но многу поважен е духовниот пост. Ние не можеме да кажуваме, нели, да тврдиме дека постиме телесно, постиме со храна, ама, например, да го јадеме својот ближен, да му наштетуваме на својот ближен и така натаму. Втората компонента е што особено во текот на постите верниците и се причестуваат, ама на причеста секогаш исто така и претходи една посоодветна подготовка. Таа подготовка е преку исповед. Значи треба сите верници да знаеме дека треба да си имаме духовен отец, личен свештеник, кај кого што постојано ќе одиме и ќе се консултираме за духовните работи, за нашиот духовен живот, кај кого што ќе се исповедаме и тој ќе ја оценува нашата подготвеност, дали ние сме подготвени или не сме подготвени да пристапиме кон света причест. Значи, ете како се очекуваат и дочекуваат празниците, преку пост, а доколку нели е пост, преку исповед, преку причестување, преку присуството на богослуженијата, кои што се случуваат во неделните и празничните денови, потоа преку живењето на еден христијански или добродетелен живот. Така подготвени ќе можеме да го дочекаме Христовото раѓање, кое што за нас означува едно големо нешто или остварување на ветувањето кое што Бог го даде на нашите прародители Адам и Ева за доаѓањето на Спасителот кој што ќе го избави човекот од робството на гревот и од робството на смртта, односно од робството на ѓаволот. Ова е остварување на ветувањето на некој начин и тоа е реализирање на ветувањето. Со раѓањето на Богомладенецот ние гледаме дека веќе спасението почнува да се реализира затоа што ќе почне мисијата, нели, за доаѓањето на Спасителот на светот. Во различни делови од Македонија различно се празнува. Еве само ќе споменам дека Бадниковото лепче во западниот дел на Македонија се крши за Василица, исто така тогаш се палат и коледарските огнови, па што вели црквата? Што е правилно? На Бадник или можеби на Василица? Духовниот пост трае целиот наш живот, преку целата година. Телесниот пост му се придружува на духовниот пост во особените периоди кога црквата тоа го благословила, односно ни дала послушание да го правиме. Зошто е потребен или од каде е пак улогата на телесниот пост? Постот го гледаме уште во рајот. Бог им даде
заповед на нашите прародители Адам и Ева во рајот дека може да јадат од сите плодови во рајот, освен од дрвото за познавање на доброто и злото. Значи, лишувајќи ги од пристапот до таквата храна, тој им го воведе телесниот пост. И етеа потребата и значењето на телесниот пост, затоа што тоа требаше да ги научи на две главни работи кои што произлегуваат од телесниот пост, а па кои што се поврзани со духовниот пост. Првата работа е послушанието. Ние од послушност кон црквата и кон Бога, нели постиме, односно извршуваме послушание на таквата заповед. Послушанието носи многу други доблести. Го носи смирението, го носи трпението, ја носи отсекувањето на нашата совест, на нашата суета и на нашата волја која што не често е расудлива, која што не често е исправна, туку напротив. Ние често сакаме да се задоволиме самите себе, своите помисли, своите нарави, своите желби, ама тоа често се случува на сметка на другиот. И втората доблест или добродетел која што произлегува од постот е воздржанието. Воздржанието не само од храната. Ако ние се вооружиме и се научиме да се воздржуваме од храна, утре ќе можеме да се воздржуваме и од многу други работи. Дали да си дозволиме нешто во нашиот живот, да купиме нешто кое што не ни е потребно, или какви да било примери или да изберете, воздржанието ќе не научи да расудуваме и да размислуваме правилно. Дали е тоа за нас потребно, дали е тоа за нас целисходно, дали е тоа за нас добро и така натаму. Значи, духовниот и телесниот пост се секогаш се придружуваат, тие не се исклучуваат. А ние не можеме да постиме телесно, а да го осудуваме својот ближен или да му наштетуваме на својот ближен. Тогаш џабе постиме, нема резултат од самото постење. Дали палењето на коледарските огнови е пагански ритуал или христијански обичај? Сите тие обичаи произлегуваат од произволниот и самоволниот пристап кон начинот на кој што ние ги одбележуваме, ги празнуваме, ги дочекуваме празниците или пак преку кој ги најавуваме самите празници. Доколку прославувањето на празниците би се сместило во оквирот кој што од секогаш постоел во православната христијанска вера и кој што е неодделен од тоа што црквата го кажува, затоа што црквата не како институција земна и административна, туку како духовна институција во која што членуваме сите ние, верниот народ, е онаа која што е коректив и онаа која што е, би рекол, промотор, нели, на вистинските вредности на преданието на црквата. Сега, кога верниот народ во еден момент, нели, ке застрани од правилниот пат, црквата го враќа. Сите овие обичаи се производ на таквото застранување и на не постоењето и на непразнувањето на нештата во оквирот на црквата, односно во оквирот кој што од црквата е благословен, а тоа е богослужението. Доколку ние го вадиме празнувањето на празниците надвор од храмот, надвор од богослужбата, надвор од литургијата, тогаш ние не правиме правилно. Тогаш ние излегуваме од рамките на христијанството и создаваме или нова религија, или се враќаме воведувајќи елементи на религиите што биле пред христијанството, како паганизмот, ама и уште полошо. Често пати во тие обичаи неправилни и непреданиски имаме варварски однесување и варварски нарави кои што дури не се ни достојни да се наречат дури со паганското име. Значи, оквирот на празнување на празниците или на обичаите е богослужението и литургијата. Од тука потоа се произлегува. Например, во раната црква, кога верниците биле на литургија присутни, биле прво присутни на нетварната трпеза. А тоа е престолот, тоа се причеста која што ја примале преку путирот, односно телото и крвта Христови. Потоа сите заедно излегувале од храмот и оделе на трпеза. И тоа се така наречените трпези на љубовта или се сретнуваат по термините агапи. Етеа сега пак сетилната трпеза. Ама гледате, сетилната трпеза произлегува од духовната трпеза, произлегува од богослужението, односно е составен дел на богослужението. Кај нас денеска што се случува? Ќе ги земеме бадникарските или коледарски обнови. Луѓето воопшто не доаѓаат во црква на богослужение, а се собираат и присуствуваат таму каде што нема ни молитва. Ке речеме како нема молитва кога доаѓа свештеник. Свештеникот доаѓа затоа што ние го викаме, затоа што има кум на таа прослава кој што сака да принесе да се освети лепчето. Свештеникот заради тоа доаѓа, свештеникот не доаѓа заради огнот. А сето тоа можеме да го направиме во црквата, каде што е свештеникот. Па таму да има еден кум кој што ќе принесе некаков дар од свое име или од името на своето семејство, доколку сака, на целата заедница која што ќе присуствува во
Храм. Храмот е местото кое што не обединува и не прави заедница. Ние напротив правиме нешто друго. Се собираме, например, еве јас во местото каде што живеам, имате на 500 квадратни метри 4 огнови. Тоа е веќе поделеност. Тоа веќе не е заедница. Тоа веќе не е слога. А во храмот ќе дојдеме сите, на богослужението ќе дојдеме сите. И сите од заедничкото ќе му принесеме на Бога на некој начин. Вториот момент кој што не е во согласно со амбиентот и моментот кога се празнува Божик. Ние време на пост, а ние правиме веселба, го веселиме телото, пуштаме музика која што воопшто не е во согласно со содржината на празникот. Тука немате ништо за Божик, тука немате ништо за Богомладенецот, тука немате ништо за она што се случува на Божик, ниту збор, а камоли една песна таква да се испее, нели? И потоа се јаде прекумерно, се пие прекумерно, имаме нели пијани луѓе и сето тоа е нарушување на постот. А бадник и денот пред бадник се денови кои што особено ние го постиме за да го пречекаме достојно самиот празник. Вториот момент, социјалниот момент. Зошто Бог не бара од нас таква жртва да ги изгориме тие дрва залудни? Бог од нас бара жртва на подвиг. Ние самите да му се принесеме на него. Како? Преку смирението, преку трпението, преку одсекувањето на страста и победувањето на гревот. Таквата жртва на Бога му е угодна. На Бога не му е угодна материјалната жртва, запалениот оган, дрвата и така натаму, место тоа да го дадеме на сиромашните. Зошто како мало, како зграда, да не му дадеме на оној кој што нема. И така, колку ќе почувствуваме поголема сатисфакција. Сите сме му помогнале на едно семејство, барем еден месец со тие дрва што ние залудно ќе ги изгориме, нели, да го проживее животот. И на крајот, во овој контекст исто така, каде е нашата граѓанска одговорност, кога ни е воздухот толку заганен и така натаму, а ние придонесуваме дополнително, нели, сето тоа да се прави. Само уште нешто, спомнавте, нели, во прашањето и околу бадник, околу паричката за бадник, дека во едни делови, нели, од Македонија се прави за Василица, а не за бадник. Правилното е за Василица. Значи, не е правилно на бадник. Зошто? Го правиме на Василица затоа што извршуваме спомен на едно чудо што се случило за време на животот на светиот Васили Велики. Јулијан Отпадник, царот, сакал да го сруши градот во кој што бил владика епископ светиот Васили Велики. Свети Васили намислил дека доколку му даде богатство, тој ќе го поштеди градот и луѓето, христијаните од гонење и од убивање, и собрал од народот прилог за да му го даде тоа на царот. Но бидејќи царот загинува во битка, Бог не му допушта да дојде да го уништи христијанскиот град. Свети Васили Велики сакал да ги врати тие пари, но не знаејќи кој колку оставил прилог во црковната каса, просветен од Бога, им наредил на градските фурнаџии да измесат леб. И тој во сите лебови ставал колку што ќе му фати раката. По промисла Божја и по чудо Божјо, секому со лебот што го зимал од градската фурна, му се вратил дарот кој што тој го дал. 1, 2, 3 парички и така натаму. Во спомен на тоа чудо, ние го правиме, односно месиме леб или така наречена Василопита на денот Василица. Ова на бадник нема никаков контекст, односно нема никакво значење. Тоа што среќа да ме следи и така натаму. Паричката нам нема да ни донесе среќа, доколку ние не молиме и не измолуваме од Бога она што ни е потребно во животот. Значи, коледарските огнови се 90% без делот каде што ние принесуваме лепче или како жртва, се пагански, ама би рекол и варварски обичаи. Значи, кои што нема допирна точка со христијанството. Некои сега тоа го поврзуваат со тоа дека кога ангелите на пастирите кои што биле во близина на пештерата кај што се јавил Христос и на кои им го објавиле рождеството Христово, седеле покрај оган, па ете ние го извршуваме овој спомен. Ама во Евангелието се вели, тие седеа покрај оган, ама седеа во своето смирување и во своето тихование. Еве да, и ние седиме покрај оган, ама во таа бука, во таа галама, во таа недостоинство, ангелите да ни се јават, да ни го возвештат Христовото рождество, ние нема да ги слушнеме. Значи, пастирите седеа грејки се заради ладното време од огнот, а не затоа што требаше огнот да биде запален. Зато, местото на празнувањето на Божик и на бадник и на коледе е во храмот и на богослужението, никако надвор од храмот. МПЦ имаше таков апел до општините уште и во годините наназад, да не се прави тоа, односно бараше да не доделуваат дрва за да се спроведува овој нехристијански начин на прославување и на дочекување на празникот Божик.
оваа година и ние како црква се приклучивме со официјален став дека дрвата нели треба да се дадат за социјални цели, односно да се подарат, и на тој начин ја поддржавме иницијативата на општините. Од друга страна, нели, некаде веќе се организирани, дури имаат и викнато свештеник, нели? Добро е, ајде уште годинава, нека завршиме со прекршувањето на лепчето, да се собереме сите, свештеникот да ни каже некоја проповед, ете им можност на верниците да го прашаат нешто што не им е јасно од верата и така натаму, но до година, место сите да бидеме на улицата, нели, веќе да почнеме да бидеме во црквата. Дрвата што сме ги подготвиле за оган да не ги запалиме, туку да ги подариме оваа година, а од до година веќе, нели, да не ги правиме овие обичаи. Често пати се претерува со веселењето, особено за време на палењето на бадникарските огнови. Кој е вашиот совет до православните христијански верници? Значи, мојот првичен совет е да не присуствуваат, нели, таму, односно воопшто да не се појавуваат и да не одат таму, на тој начин придонесувајќи во една нехристијанска прослава или нехристијанско дочекување на празникот Божи. Знаете, ако некој тоа го прави заради таа цел, диде да се најаде, да се напие, тогаш тоа е негово право, но тоа да не го поврзува со Христовото раѓање. Или еве, нека не го прави на Бадник или на Коледа, нека го направи кој било друг ден, за да нема тоа поврзаност, нели, со самиот празник на Христовото раѓање. Затоа што ние не правиме достојни работи, се именуваме христијани, а не живееме и не постапуваме христијански. Затоа апелот до сите да воопшто да не учествуваат, воопшто да не одат таму. Или доколку еве уште оваа година го направат тоа, бидејќи веќе се организирале, тогаш тоа да биде без гласна музика, односно без никаква музика, бидејќи е пост, да биде без алкохол, може да се подали варен топол чај, да се прекрши лебот и задолжително ако има храна да биде со постна храна. Но нека биде оваа година последна со тоа и од до година веќе да не ја практикуваме таа традиција. Ако е символиката на коледарската песна? Символиката на колендарската песна, сега за која колендарска песна нели станува збор, затоа што ние веќе како црква години наназад се бориме против онаа песна Коледе леде, која што нема никаква врска со Христовото раѓање, и се обидуваме децата да ги научиме на богоугодна или вистинска песна која што го најавувала, го навестувала и го славела Христовото раѓање, а тоа е, например, вечниот Бог. Покрај вечниот Бог, која што содржина е вечниот Бог се раѓа, значи, гледате, самата содржина, самите зборови го изразуваат, го доловуваат значењето на празникот на Рождеството Христово, доколку додека кај Коледе леде дури не имаме морбидно нешто што јас моето дете и не би сакал да го пее, значи таква содржина, каде што имаме нешто што е прво, ајде, не богохулно нема да кажам, ама не е етички, не е морално и така натаму. Зборуваме за убиство, за ранување и така натаму. Значи, како може таква песна да има врска со Божи? Не се спомнува ни Богомладенец, не се спомнува ни Пресвета Богородица, не се спомнува никакво навестување. Затоа ние веќе години назад како црква по иницијатива на од каде што почна сето тоа, тоа е Бигорскиот манастир, нели, се обидуваме децата да ги научиме на една преданиска песна, односно да го вратиме она што пред поранешниот систем на уредување политички било и се спроведувало. Вие знаете, пред комунизмот луѓето доаѓале на Бадник Сабајле на богослужение, затоа што има една многу убава специфична литургија која што се случи само 10 пати во годината, тоа е Василиевата литургија, и потоа сите заедно излегувале во поворки и низ целиот град, носејќи символи на христијанството, например како рипиди, потоа носеле еве пештера како оваа, или па носеле звезда, направена звезда која што ја символизира звездата која што ги донела мудреците од исток да му се поклонат на Христос, и пееле песни кои што содржински го доловувале, односно го објаснувале или го навестувале Божи. Една од тие песни била Вечниот Бог, и како лесно пристапна по својата и мелодија, но и по својата содржина, ние од другите песни ја избравме оваа песна за да ги учиме децата, и кога ќе одат во домовите, ќе тропаат на вратите да го објават Христовото раѓање, нели, да ја пеат оваа песна и да бидат дарувани од домаќинот со она кое што тој љубува да ги даде. Како правилно да се дочека Божиќ? Секако. Значи, бонтонот во црква е исто како и бонтонот на улица, бонтонот во некоја институција и така натаму. Се знае, во црква се влегува во најголема тишина и без желба ние да си ја завршиме нашата работа и да излеземе. Туку,
ако е почнато богослужението, ние ја целиваме само централната икона, а никако не одиме на иконостасот, целивајќи ги другите икони, туркајќи ги луѓето кои што стојат на молитва. Доколку не е почнато богослужението, тогаш правиме, нели ги целиваме и сите други икони, оставаме дар доколку сакаме да оставиме и се повлекуваме да се помолиме. Не е суштината на влегувањето во црквата, ја само да влезам, да ја бацувам иконата, да ја дарувам и да се повлечам. А каде е молитвата? Нашата индивидуална кон Бога, ама каде и нашето останување на богослужението кое што е почнато или кое што допрва треба да почне. Таму треба да се оствариме и на тој начин се дочекува Божи. Ние многу кај нас, например, се слават домашни празници или така наречени домашни слави. Домаќините воопшто оддадени на тоа да дома да спремат толку храна за да пречекаат гости, воопшто не доаѓаат на гости кај својот заштитник, односно својот светител, да влезат во храмот и да присуствуваат на литургијата. Значи, славењето на празниците е така. Со присуство на литургија, со молитва, со останување на службата од почетокот до крај. Па прво, да се помолиме за оно што ни е потребно Бог да ни го даде. Да ја слушнеме проповедта на свештеникот. Така ни се објаснуваат нештата, така ќе слушнеме што е Божи, кое е значењето, или пак за другите празници ќе добиеме некоја поука како да се однесуваме и така натаму. И на крајот ќе се повлечеме и со домашните во домашна атмосфера, во достоинствено однесување, не со пијанење, не со прејадување, да го пречекаме, нели, празникот кој што следи. Значи, кога даруваме пари, треба да бараме каде што стои иконата, тоа се нарекува, местото се нарекува проскинитарија, или има и други термини, нели, целивална, има обично процеп, каде што треба да го спуштиме паричниот дар кој што го оставаме. Никако тоа да не ги оставаме парите на иконите и на тој начин да ја покриеме иконата, за да не можат верникот што ќе дое позади нас да ја целива иконата. Значи, паричните дарови се оставаат во процепите. Другите дарови, нели, кои што маслото или сличните дарови, се оставаат негде на дискретно место. Значи, не се буквално китат, ете, тој термин би го употребил по иконите, туку негдека, доле во подножието на иконата се оставаат, а потоа прислужниците во храмот ќе поминат и сето тоа ќе го соберат и управата на храмот, свештенството, братството ќе одлучи сето тоа како ќе го употреби, односно за која намена, нели, ќе го намени. Често пати се случува, нели, верниците да негодуваат дека зејтинот се употребува за ова или за она. Ако јас оставам дар во црква, тогаш го оставам дарот да биде употребен соодветно, односно да го употреби или да го намени оној кој што за тоа е поставен во црквата, односно свештеникот. Ние зејтинот, значи, или го ставаме во кандилата, или го даваме на сиромашни семејства, или го продаваме. Од продажбата, нели, на зејтинот, кој што се продава во црквата, повторно на верниците, со добиените пари се финансираат сите други потреби на храмот. Се плаќаат вработените, се плаќаат придонесите за свештениците, она што се расипало во храмот се поправа и така натаму, се покриваат сметките во храмот. Значи, сето си има логика и сето си има намена, само не треба некогаш, нели, да ни биде побрз зборот од нашиот ум. Значи, побрзо да размислиме отколку да зборуваме. Како треба да изгледа? Бадниковата трпеза треба да е постна. Вообичаено бадник е строг пост, но поради нашата традиција на семејно прославување на овој празник, се разрешува бадниковата трпеза да биде со храна подготвена на масло. Значи, риба да нема, туку да има постна храна, а таа постна храна, нели, да биде подготвена на масло без риба. Риба да нема присутно, нели, на бадниковата трпеза. Често пати луѓето велат дека требало да има многу разновидна храна и така натаму. Не. Што станува збор со сиромашните? Зар тие неугодно го прославуваат Божи како нема да стават разновидна храна на својата трапеза? Значи, да има она кое што ќе ни биде нам доволно во воздржание да се нахраниме, нели? И така натаму и сите заедно како семејство да го навестиме или да го пречекаме Христовото раѓање. Како според вас треба да изгледа бадниковата трапеза? Значи, како што кажав, божикната трапеза треба да се одржи само, мислите на утредента, да, тогаш веќе се мрси, веќе не се пости, нели оној кој што се подготвува со исповед и кој доби благослов од свештеник, кој што постел, тој ќе си се причести на Божик и после причестувањето веќе се мрси. Не е важно, значи кој што има дома, тоа нека има на трапезата. Станува ли помодарство украсувањето на домот, се искомерциализирали Божик? Така е, премногу се нагласува и се посветува внимание на нешто што не е суштинско. Каква храна да имало
какво месо да имало, какви украси да имало и така натаму. Па дури почнавме да воведуваме и украси кои што воопшто не се во контекст на нашата православна традиција. Например, еве сега за Божик точно не можам да се сетам, ама за Великден го увезовме зајакот од западниот свет, кој што нема никаква врска со празникот на Воскресението Христово. Такви постапки или такви елементи имаме и за време на Божик. Значи се знае. Добро е сите да си имаме една ваква пештера нели во нашиот дом. Може и често прашуваат дали украсувањето на елката исто така е нели христијански пристап. Според некои толкувања да, затоа што тоа го символизира прво ние на врвото делката нели ја ставаме звездата која што им го осветлувало патот на мудреците да дојдат да се поклонат на Христос. А зошто елката? Затоа што според преданието се вели дека околу пештерата имало високи дрвја, па кога се родил Спасителот на светот, покрај тоа што се поклониле ангелите, покрај тоа што се поклонил човекот преку пастирите, покрај тоа што се поклониле животните кои што биле во пештерата, исто така се поклонил и растителниот свет, односно дрвјата, високите дрвја се наведнале до доле, поклонувајќи му се на Создателот, кој што ете се роди заради нашето спасение. Таква е символиката или присуството на елката, но добро би било да имаме и некое вакво присуство каде во иконична верзија, нели во пештера ќе биде представено Христовото раѓање. Која е символиката на бадниковото гранче? Бадниковото гранче не е застапено како елемент, например како што се босилокот за крстов ден или врбовите гранчиња кои што се делат за духов ден или пак грозието кое што се осветува за преображение, кои што постојат во преданието на црквата и се носат во храмот, нели, и се раздаваат на верниците. Туку на некој начин бадниковото гранче го символизира повторно ова, како представник на материјалната природа, односно на другото создание, освен човекот, на растителниот и на животинскиот свет, дека ете и тој свет му се поклони на Спасителот на светот. Ние затоа го зимаме и го носиме во домовите. Често луѓето се прашуваат што да правиме, дали да го чуваме до година или не, па има и такви традиции дека бадниковото гранче требало да се запали на тој начин да ја символизира светлината на Христовото раѓање. Значи ние можеме да го направиме тоа, чисто дали да го запалиме бадниковото гранче, но и доколку го немаме и доколку не земеме бадниково гранче, не значи ништо, односно нема ништо да пропуштиме во прославувањето на Рождеството Христово. Отец Бобан, ви благодарам за разговорот. Благодарам вам на одвоеното време. Им честитам нели на сите верници и ги поттикнувам да го прифатат нели апелот на нашата црква и веќе да ги напуштиме тие традиции неправилни на бадникови огнови и да се гледаме за прославувањето на празниците во храмовите, каде што сите заедно како свештеници и како народ, како царско свештенство ќе го дочекуваме Христовото раѓање и сите други празници. Христос се роди. Помоги желание Твое, обновить яко Твоя милости ми, Господь, Исус.